Ти отиде во тенис Борусија Берлин. Да. Тенис Борусија испадна во последен момент тенис Борусија, пошто тогаш со менаџерот веќе разговаравме за Хамбург, преговорите беа. Но тој испадна во последен момент да јас се вратам во тенис Борусија во Берлин, да играм една година, уствари 6 месеци, со продолжување уште 3 години. Затоа што клубот покажуваше интерес да влезе во Бундеслига. И имаше способност, имаше финанси, значи слободно може да се провери каде што имено колегите, другарите што ми беа таму, што игравме и од Македонија, па еден од нив беше и Саша Чирич. Да. Финансиски беше меѓу 10 клуба во... А ако не беше во главната, во Бундеслига? Ако не беше таму. Значи, не само во втора Бундеслига, него Овој Саша ми го има кажано толку кога да. Јас снимав емисијата со него. Да, значи тенис Борусија Берлин можеше слободно да игра во Бундеслига и финансиски да биде подкрепена, да нема проблем. Да нема проблем. Значи во листа од 10 клубови еден од нив беше и тенис Борусија. Завршивме таму. Значи пошто така ми беше договорот, ако влеземе во Бундеслига, да автоматски продолжувам, но ние не влеговме и мора да се вратам, да бидам слободен играч. И остана во Вардар уште 6 месеци. Вардар ти беше тука ко матица, ко да, станица од која што тргнуваш и се враќаше, па повторно тргнуваш, се враќаш. Да, тука беше случај Вардар имаше и мислам имавме добра соработка со Вардар, со луѓето. Така да немаше никаков проблем околу таа работа, зашто не само јас дека имав корист, но и клубот. Да, да. Заемна корист, и ти и Вардар. И веќе кој излегов од после тоа од Вардар, се отидов в Словенија во Хит Горица. Со Горица освоивме куп. Беше интересно. Колку остана таму? Во Словенија останав до ноември, затоа што веќе во ноември се префрлив, октомври, ноември така беше, се префрлив во Турција. Али во јуни, јули бевме веќе во преговори во завршна фаза со Болтон во Англија тоа време. И веќе тука настанаа проблемите со работна дозвола, кај што веќе ме одбија првиот пат. Да. Дека со потпишан договор со Болтон во тоа време. Кај што бев веќе со екипа на преворот на Олд Трафорд со Манчестер, Болтон ги доби 1-2 тој надпревар. И наредна сабота чекавме да играме со Ливерпул на Болтон аренада. Во вторникот имаше состанок комисијата. Не може. За тоа негативен одговор. Морав да се вратам во Словенија. А веќе во Словенија имаше проблеми во клубот, финансиски веќе имаат проблеми и они. Не може да ме платат до крај. И тогаш се појави клуб од Турција, значи последниот преговор кој игравме ние во Бурса 3-3. После тоа веќе клубовите се појавија. Се направи тој трансфер веќе во октомври, ноември, там јас се префрлив во Турција. Ти против турците, оној гол што го постигна, се сеќам нешто од лева страна, беше тргна, викам, ќе има гол овде. И така. Тоа беше во Бурса, така да на тој надпревар кај што водевме. Цело време водев. На 3-3 кој што заврши, значи 1-0, 1-1. Ние 2-1. Тие 2-2, ние 3-2, така се менувавме. 0-2, да не беше 0-2, 2-2, 2-3, 3-3. Постојано бевме во воз. Ситуација беше дека италијани, судии беа италијанци, двата гола беа од офсет позиција. Немаше вар ко сега што е. Да, гол е готово. Ама ти буни се, гол. Џабе, тогаш немаше што... Чим свирне судијата, веќе завршена работа, нема.
И така да година дена во Турција со клубот останавме во лига кај што веќе Малатија. Малатија спорт, да. Они веќе од почеток играа многу утакмици као гости поради проблеми со теренот. И јануар месец фативме еден дел 5-6 утакмици игравме дома на домашен терен. И тука фативме чекор за да избегнеме дното на табелата. Од опасната зона што веле. Да. Сега како дојде да одиш во ЦСКА во Софија? Таму пред тебе беа и Ѓоко, беше и Бабунски, беше и Калц, го спомна. Лекако доста вака наши фудбалери македонски одеа во тој клуб. И мислам дека таму ти убаво помена. Да, многу убаво, една година. Стана колку што можев да следам и миленики на публиката. Да. И многу се зборуваше и пишуваше за тебе во бугарскиот печат. Со ЦСКА имаше и некоја експлозија у близина на Да, имаше. станот твој таму кај куќа. Ке ти кажам и тоа што се случило. Тогаш се подуплашивме, викаме, што е ова се? Значи, ние игравме утакмица Бугарија-Македонија. Тоа беше во Софија. На тој надпревар беа дојдени од Болтон. Од тогашно време селектор на бугарска репрезентација беше Стојчо Младенов. Значи, после репрезентација он презема ЦСКА. Да. Он беше главниот иницијатор да одиш да одам јас таму. И Стојчо Младенов, Лечо Танев, менаџерот, значи кој соработуваше со клубот, бугарин, бивш, исто така фудбалер, дојдеа во Охрид, кај што ние бевме собрани со репрезентација во Охрид таму, и разговаравме. Но јас не можев да им дам никаков збор, затоа што веќе бев до крај на мај со турците. И викам, предноста е јас да разговарам со турците. Да, бидејќи си играл таму, да видиш, може ке се договорите. Имаше интерес за да останам и викам, морам со нив. Ако не биде, викам, тоаш можеме да седнеме, да разговараме и да видиме кај што е. Со Малатија спорт во последен момент не испадна договорот, така да се вратив назад во Македонија. Се појави Ѓоре Јовановски, беше тренер на Самсун Спорт, но поради работи што фудбалот е тоа, ако не си задоволен од условите, бараш нова средина. Нормално. Бугарите нудија супер услови и повеќе и на друга тема, кај што јас прифатив да одам Бугарија, а не Турција, дека Samsung Sport не беше екипа која се бори за титула. Значи, без разлика, не сакам да навредувам ни Samsung, ни никој друг, но ЦСКА беше клуб кој што напаѓа титула. Секоја година? Сега, да. Сега, подобре да одиш во клуб кај што има победничка атмосфера и постојано оди на победи. Него во екипа кај што нон-стоп ќе се бори за опстанок и не се знае што се случува. И така дојде тоа во последен момент да јас одам во Бугарија, во ЦСКА. Тоа што спомнавте дека бомба, да, имаше. Во станот кај што седев ја. И за несреќа се случи баш пред дерби со Левски. Сега, тоа било некоја намера измеѓу себе бизнис луѓе долу кај продавниците дуќани што беа под станот. Имаше Лига шампиони тогаш. И вечерта си гледав до касно и таму после тоа реков да легнам да одмарам, пошто сабајле на тренинг и веќе грмнал. Се случи тоа. Дојде полиција. Морав малце понастрана да седам, зашто не сакав
да ме видат новинари, зашто нормално секогаш одеа таму, ќе пише, но Приказки ќе Да, излезат најразлични. се дозна, али не беше толку страшно, зашто јас избегавав тоа да разговарам. После се дозна дека немаше никаква намера со мене, него Меѓу нив расправи, расправи стигнале до бомба да стават. Тоа имаше контейнери за ѓубре, таму има фрлено и тука веќе Да. Сега во ЦСКА добро, убаво помина, имаше квалитетни настапи за ЦСКА и во тој период се случува нашата репрезентација некако да врзе неколку добри резултати. Турција рековме, меѓутоа дојде и оној главниот за нас во 2002 во октомври 16 или 16 октомври со англичаните во Саутемптон. Сега дојдовме до она главното што беше и на почетокот од емисијата, а после само ќе ги споменеме и другите клубови каде што си бил. Меѓутоа ова не интересира сега нас. Јас нешто начнав на почетокот за тој гол, па сега ти ќе ни кажеш чувството твое како беше, дали ти предпоставуваше дека ќе се случи тоа што се случи, да постигнеш гол таму и да поведеме против Англија. Зоки, тоа не можеш да некаква анализа, не можеш да коментираш, не можеш да го опишеш тој момент, затоа што се случува многу брзо во игра. И нема време за тоа да се размисли што беше, како беше, затоа што едноставно се случи, се радувавме сите и одма почнаме преворот, кој да не е ништо веќе. Да. И ниту размислував за тоа дека сум дал гол од корнер, него А што мислеше кога ја местеше топката таму да го изведеш корнерот? Дали имаше дилема дали да биеш директно, дали подалеку од голот? Си земав топка, си наместив и видов дека нивната одбрана, за разлика од нашите, се појаки, повисоки, поснажни. И реков, окей. И видов кај се поставени, и реков, ќе пробам. Меѓу нив и голот. Ќе пробам голот, Последниот нивни одбрана и голот. Ќе пробам, ќе шутирам. Никој не може да каже дека сигурно ќе влезе или нема да влезе, ако не пробаш. Се погоди баш таму кај што никој не очекуваше, никој немаше да не играч кај што беше на втора статива и он не успе да извади. Симон само ја проследи топката и веројатно се чудеше што бара овде треба да оди. Играчи вамо да дадат. Да, тоа е коментари за тој гол и за Симан има, па и самиот тој си има еден коментар на негова CD кај што има направено за голмански грешки одбрани. И кај што во еден момент кажува дека беше бил перфектен гол. Намерата вика не знам. Тоа изведувачот на пеналот знае, ама и тој не знае. Оди па сега го влезе. И тој гол се сеќам, кога стигнавме на аеродромот, ти постојано беше нешто со телефонот. Дали тогаш почна повторно англичаните да вртат, да прават. Мислам, навистина беше еден преубав момент за тебе и воопшто за македонската фудбалска репрезентација. Повеќе се радував на позитивниот резултат. 2-2. 2-2. А водевме него само на голот, затоа што ќе дадеш гол, ќе се изгуби над превод, не сме добиле ништо. Ништо, не се. Даваш не си дал. Да, даваш гол, ваков гол кој што веќе не се заборава, значи останал во историја. Али битно е резултатот дека против една Англија ние извадивме таму 2-2. На една репрезентација кај што фудбалот е роден, на една земја од каде што е излезен фудбалот. А тие не знаеа и каде е Македонија, читавме во вестниците. Тука беше и сите ме иритира и викате ќе играме сега.
Тука беше муабетот што пред утакмица, значи имаше такви провокации, пошто имав пријатели од Англија и пред утакмица ден пред да одиме, а ние играве со Турска тука 1-2 изгубивме. Ја загубивме таа овде на Грација. Значи со Турција на домашен терен на 2 надпревари што сме играли овде. Не успеа. 1-0 сме водиле и на крај 1-2 сме изгубиле. Таква добра утакмица што знаеш, малце падна играчи и никој не веруваше дека нешто ќе се направи со Англија. И се чини им го дадове голот, па им дадове шанса подолг период да може да комбинираат. Значи, после тоа, тешко дека некој ќе рече дека ќе одиме се Англија, ќе играме, па ќе ги добиеме или нерешено. После тој пораз овде, па играчите малце беа Добро, паднат морално, малку очекуваш победа, губиш. Имаше некои работи што се случија после тоа со селекторот и федерација, со Джиджи. Стигнаве таму и пријателот вика, има големи многу провокации, вика, ќе ви дадат 5 комада, вика, ни бројат 5 гола ќе ви дадат. Па вика, се заебаат, кај Македонија не може да ја најдат на карта, негде вика Русија, вамо таму. Вика, викам, нема врска, викам, нека се зборат, ние ќе кажеме на терен, па после ќе видиме, да. Стигаме на аеродром, одиме во хотел, како што е редот, и пред утакмица од хотел тргаме со автобусот, и баш бев седнат до шоферот тука и водачот што не беше на патот, англичанец. И се случи, можеби километар од стадион, пред да стигнеме, колона невидена имаше многу, а нас не водеше полиција. Веќе луѓето кај што одеа на стадион знае што се случува и дига рака дига дека ќе ни дадат 5 комада, викам окей, 5 гола, викам ајде. Ќе видиме, викам сега, надпреварата уште не е почнат, ќе почнеме. И со муабет во човекот што не водеше, викам, и он се виде, се нервираше зашто полицијата не можеше да отвори пат. Викам, добро, викам, зашто, викам, вака правите? Сакате, викам, да не нервирате, викам, да ја победиме денеска? Не, викам. Демек, ние ќе ви дадем 5 кола. Па добро, викам, за ова, викам, ќе платите, викам, ќе видите после утакмица, ќе правиме муабет. После се смее, викам, окей. Се нервираше зашто нормално репрезентација секојаш се отвара пат да не оди. Но фати некој гужва и се случи моментот, тоа е. Се случи тоа што се случи после надпревар, легувам во автобус за на аеродром. Кај се пете ги нема? Викам, што се случи? Ќути. Вика, ќути, вика, ништо. Викам, ти реков, немој, викам, уште еднаш така да ме правиш, викам, не нервираш, викам, па нареден пат ќе победиме. Кој ќе дојдеме повторно, ќе ме победиме. Така и муабет беше тоа со човекот, па стигнаве на аеродром. Сега таму ти со телефонот цело време, што беше уште тогаш ли Вест Бромвич Албион? Заврши утакмица, добив пораки од пријатели кои честитаа, кои се јавуваа за тоа, за резултатот, за голот, све, па нормално се јавуваа. Интересно беше што и телевизии нивни, значи не пратеа на аеродром. Ние ко стигнаве таму, како, што. А ти им беше најинтересен за голот. Сега викам, ке знаете, викам, кај е Македонија, кои сме ние, викам. Земите утре мапата и ќе најдете. И од тога што стана веќе кај нив дека... Ако не знаете, од вечерво знаете каде е Македонија. Тоа беше убав надпревар на Сент Мери. Можевме да победиме, но фудбалот никогаш не предвидлив е. Во последна секунда примаш гол и пропаѓа се. Имавме шанси, имавме игра. Предност голема беше што позитивно и значи никој не може да каже ништо за играчи што се бореве сите заедно. Да. Сега не бевме уплашени. А особено и голот веќе во 10-та минута, значи тој ти дава уште повеќе сила. Ти до кога играше за македонската репрезентација? Значи македонска репрезентација играв јас со Катанец.
ти беше на оној надпревар во Исланд кога загубивме од Исланд? Катанец ја водеше репрезентацијата? Не, на таа не. Не. Значи предходно, тука некаде до средината на Да. првата декада од овој век. Овој надпревар и оној во Турција ти остануваат сигурно во најдобро сеќавање како на сите настови. Во Турција двата надпревари што играве Турција остана така, значи ги одиграве феноменално. Со Турција не само тие два, значи два тука и два во Турција ние одигравме перфектно. Сега резултатите не се на наша страна. Значи, добро, не сите, овој беше, ама овдека па тука загубивме и така. А сега како дојде да одиш во Премиер лигата во Вест Бромвич Албион? Дека тоа се случи непосредно по овој настан во Саутемптон. После надпреварот се вратив во Бугарија. Веќе стана то хит, голот, дека и бугарите исто. Да, и на секој корнер нешто и они очекува да се направи, но не е тоа дека кога сакаш да дадеш или али многу добро прифатија после тоа. И 2-3 недели така беше. После се јави менаџер, вика има интерес, вика за англиски клубови. Кој што сакам, викам нема никаков проблем, викам јас имам договор со клубот до јуни. Ако сака, викам треба со клубот да се разговара за во јануар месец, значи они бараат од јануар, да. Тука бугарите не се договорија. Управата на клубот не се договорија. Прво, второ, не им беше многу важно да освоиме титула. Значи тоа беше втора пречка, дека сакаја да останам, да освоиме титула. И тоа се случи дека останав јас. Отиде во Вест Бромвич и таму според тоа колку надпревари одигра, изгледа добро се снајде. Првата година одиграв повеќе надпревари, зашто клубот беше во Премиер лига таа година кога ја игра во Бугарија. И они испаднаа од тоа, затоа они ме бараа веќе од јануар месец да се преселам таму. Не успеа, отидов во јуни, потпишав договор. На екипа се приклучив во крај на јули, август, пред да почне првенство. Поради проблеми со работна виза, значи се работеше на тоа. И морав да чекам. И тоа се случи да таму 10 дена пред првенство јас се вклучив на екипа. Првата година играв повеќе него втората. И имав тренер кој не сакаше многу да се игра фудбал. Него секојаш бараше одбраната, бара долга топка до шпиц и таму да се тепа, да се прави. Се скока средината, значи одбрана и шпицот. Ние бевме ко тениска мрежа, тука само гледај топка кај помагачи. Да, таму ќе стигнеш затоа стигнала на друга страна. Да, остана она што се бара играчи, везни играчи бокс ту бокс, значи од 16 до 16. Поради тоа се бара. И втората година веќе нормално се зема појачање во клубовите. Не добив минутажа, шанса поголема, иако најувачите очекуваа многу да добија минутажа. Тие утакмици што ги одиграв, значи против Арсенал, Манчестер, Портсмут, оставив печаток дека имам место во екипа, но тоа е работа на тренерот кој одлучува. И јас тоа си прифати веќе нешто што ќе реши тренер. Веројатно и помислуваше да заминеш после сите овие случувања. И сега твојата клубска кариера оди, колку што имам јас вака податоци, во Олборг, па во Интер
Турку, па во Вадуц. Интересна работа е што после Вест Бромвич јас потпишав за Брнли. Значи, мене ми заврши договорот јуни. И после тоа потпишав за Брнли договор. Веќе се правеше ова документација и тука Постојано имавме проблеми, со да, тоа, ме дека одбија. доаѓавме до овие. Така, ме одбија краишта. за работна дозвола и морав да напуштам тоа, веќе си да барам друг клуб надвор од островот. Кај што веќе нормално е, секој играч би сакал да игра во таа лига, зашто е една од Од овие клубови што ги спомнав подоцна, Олборг, Интер, Турку, Вадуц, Шкендија, исто играше и во Беса Каваја, а ја заврши во Карабек во Карабак во Азербејџан. Каде вака се чувствуваше најпријатно и одигра максимално според тебе? Во Данска Алборг познат беше тренерот, кој што тренерот ме зема таму, швеѓанец, што ме знаеше веќе од Шведска. Знаеше кој играч сум, што тип играч сум, дека можам да му помогнам. Но за несреќа имав една пауза, повреда на мускул, месец и пол така. Не успеав тоа да го поминам и веќе се врати во форма. Многу убаво поминав. Не завршивме први, втори, трети. Не успеавме Европа да излеземе. Веќе тука ми заврши договорот мене една година. Значи тренерот сакаше да си оди, они сакаја да сменат генерација нова, сакаја млади играчи да земат и затоа тука и ја мора да отидам. И веќе искрено планирав да се пензионирам од од надвор, него да се вратам во Македонија, да играм 2-3 години колку и да се завршам, но тогаш излезе ова со Финска. Одиш во Турку. Во Турку, да. Кај што клубот имаше потреба од играчи за да опстане во лига. И ние тоа успеавме на крај. Останавме во лига. Условите беа перфектни, но финансиски клубот не беше толку јак за да може да издржи големи плаќања. И решаваш од таму одиш. И веќе отидов во Швајцарија, во Вадус. Во Вадус менеджерски работи се многу лоши, затоа не сум сакал да бидам менеджер на играчи, затоа што знам како е и не сум таков тип на човек да манипулираш едноставно со играчите. Тоа се случи, после се врати во Шкендија. Шкендија беше во една фаза кај што се бараше промена на управа и се случи тоа време. Јас имав договор со Шкендија до крај на сезона, но дојде човекот кој пред неколку години наназад сакаше да ме земе во Шкендија. Јас не отидов тогаш, зашто Шкендија беше втора лига и ја веќе излегував надвор од Македонија. И тука веќе соработката меѓу мене и него не стоеше, јас си замина во Албанија. Во Албанија успеавме да бидеме четврти, да се игра на Интер Тото Куп, нели тогаш имаше Интер Тото Куп, се играше. Игравме на два надпревари, дома и во гости, со екипа од Кипар. Поминавме на тоа и требаше наредно да играме со Цирих, но веќе јас потпишав договор со Карабах. И во Карабак колку остана една сезона? Една сезона, да, една сезона и освоивме куп, не успеавме да титула, но Карабах беше во таква ситуација која што од ден на ден напредуваше. Па и ден денеска е еден од главните клубови. Не да е само главните клубови, него
скоро секоја година они се во групна фаза. УЕФА, сигурно, и конференц лан исто така, па сега помина УЕФА беа. Значи, они прават инвестиции повеќе и повеќе. Тоа време имаше клубови као Баку, Интер Баку, Нефчи, Ланкаран, Карабах. Добро, па и последниве години, кој што кажа, постојано е присутен на европската сцена. Сакам да кажам дека имаше 5-6 клуба кои што има голем буџет, инвестира во фудбалот. Сега до таа инвестиција самите луѓе од Азербејџан, што има другари и пријатели што игравме заедно, еден од нив капитенот и плюс бивш репрезентативец, баш за околу ова работа правевме моја, вика, ние немавме фудбал во земјава, вика, 2 години. Викам, зашто, што беше? Имавме проблеми, вика, државата прекина фудбал, вика, нема да има фудбал. И ние, вика, сите се расфрливме, кој Русија, кој Иран, кој вамо, кој таму, да игра. И после тоа, председателот на државата ги собрал овие најголемите фирми, вложуваме во фудбалот. Да, значи он вика, не ги прашуваше нив дали ти сакаш, им наредуваш. Да, дали ти сакаш или кого да земеш. Не. Ти земи го тој. И така вика стана. И така ден денес Караба веќе напредува, ден на ден напредува. Јас затоа, кога прекинав со фудбал 2009-та, значи барав за доброто на фудбалот да се случи таква работа. Прекин 5 години во фудбал во Македонија. Прво треба инвестиција, инфраструктура. Еве сега минуваме на тој дел како тренер. Исто имаше маки сега играчи, платени, неплатени, кои на грбот на тренерот. Тоа е, во Македонија е тоа. Нема плати, нема терени, нема ни за тренинг, ни за утакмица ние немаме. Беше тренер и во Албанија, во Кукс. Да. Некои го викаат Кукеш, ама тоа е Кукс. Кукси, да. И сега твоите погледи кон што се свртени? Значи, Последен ангажман ти беше Шкендија? Да. Сега? Сега пак сум во тренерски, чекам да се случи тоа. Тренерска работа е не дека ќе чекам една недела и одам или месец или два. Тренерската работа е денес излего, денеска одиш и бркаш работа. Нема, тоа не е како играч. Играч подпишуваш договор, веќе си таму година, 2-3, али тренер ти подпишуваш 3 години, ама може да бидеш и 3 сати, 3 месеци, па чекаш една недела, 2, може трета недела да се случи да има трансфер, така да секој сме во неизвестност. Добро, ти имаше убава кариера со многу доживувања, убави голови, посебно оној што сите ќе го паметиме, голот од корнер против Гречаните. Па сега единствено ми останува да ти посака многу успех во тренерската работа. Ми се чини ја обработивме твојата кариера, твоето движење од клуб во клуб, земјите, проблемите што ги имаше посебно со тие работни визи, така што гледачите покрај тоа што го паметат тој гол, еве, ке знаат сега и кај се движел Артим Шакири и каде се оставил печат како фудбалер. Па за нашите гледачи да кажам дека навистина имаш место во македонската фудбалска историја и за оние што подоцна се вклучи, да кажам, тоа беше разговорот со Артим Шакири, нашиот познат фудбалски репрезентативец.